Најчесто, значи, прва работа што треба да имаме во предвид дека не сите сторители на семејно насилство се исти тип на личности. Имаме дел од сторителите на семејно насилство, и тоа се најголем број, кои во општеството се примерни, немаат некакви изливи на агресија во секојдневието. Агресивноста е насочена најчесто кај овој тип на луѓе во рамките на домот, и тоа во ситуација кога се премногу иритирани поради нешто, кога се под дејство на алкохол, иако и кај нив се забележува дека не конзумираат алкохол многу повеќе за разлика од општата популација. Овие се најголема група на сторители на семејно насилство, и најчесто насилството кое го прават нема многу тешки последици. Овој тип на насилство долготрајно, значи, се гледа во семејството, децата и жената постојано живеат во страв, самото насилство предизвикува намалување на самодовербата кај жената, дополнително предизвикува и страв за понатамушната екзистенција и за нејзе и за семејството и за децата. Четвртина од сторителите на семејно насилство се оние личности кои се антисоцијални, кои најчесто се агресивни и надвор од домот и во рамки на домот. Овие се најлесно на некои начини да се препознаат, и тие се тие кои најчесто и прават најголеми и најтешки насилства, кои се видливи и многу пати има, значи, видливи физички последици. Еден мал дел, една четвртина се сторителите на семејно насилство, кои повремено, значи, имаат страна која ја покажуваат и која е насилна. Во тие периоди кога се под дејство на алкохол се агресивни, меѓутоа има еден период во кој имаат големо каење, и во овој период на еден месец ветуваат кули и брда, така да самата жена многу пати простува на овој сторител на семејно насилство и повторно се враќа. Овие епизоди се тие кои даваат надеж дека можеби ако она биде добра, ако не се однесува провокаторно, нема да се повторува насилството, меѓутоа често пати се покажува дека тоа не е така. Значи, за жал, секогаш после фазата на меден месец повторно следува фазата на ново насилство, кое често пати завршува нели со тешки видливи последици. Децата за целото време се тука присутни, сето тоа го гледаат. Кои се последиците, траумите по однос на децата и на жените? Самите истражувања и искуствата покажуваат дека децата кои се сведоци на насилството, често пати во понатамошната возраст и го повторуваат тоа насилство. Значи, многу пати самите сторители на семејно насилство произлегуваат од семејства каде што мајката била жртва или пак самите тие биле жртви. Така да кругот на насилството и понатамо се продолжува. Што се случува со самите жени? Значи, често пати не се мотивирани да го пријават насилството, токму поради ниската самодоверба која имаат, особено ако подолг период трае семејното насилство. Меѓутоа се случува многу често и кога ќе се мотивирани да не најдат разбирање, да не најдат соодветна поддршка во рамки на институциите и во рамки на центрите, шелтер центрите, центрите за социјална работа, наместо да и се даде поддршка како би излегла од овој круг, се вели: па добро, млади сте, смирете се, поразговарајте, можеби тоа ќе се смени и повторно се враќа во домот. Така да, и доколку се мотивира жената и го пријави насилството, еднаш, два пати ако се случи да не ја најде соодветната поддршка, повеќе не го пријавува. Значи, за жал, во периодов сме сведоци дека имаме голем број на случаи кои така завршуваат. Еднаш, два пати е пријавено, меѓутоа подоцна се демотивираат и повлекуваат самата тужба која сакале да ја поднесат кон сторителот на семејно насилство, затоа што не гледаат некаков излез. Што треба да направат институциите или невладините организации по однос на ова прашање? На хартија, значи, сме прекрасни. Имаме одличен третман за работа со сторители на семејно насилство, имаме одлични програми за поддршка на самите жртви на семејно насилство, па имаме програми за економско јакнење на жртвите, што е и такако значајно. Меѓутоа, во пракса се случува дека ова реално не функционира така како што очекуваме. Особено ако жената е од семејство кое е економски недобро ситуирано, ако е со пониско образовно ниво, или пак ја имаме другата крајност кога имаме жени кои се многу помоќни или кога сопругот кој можеби е сторител на семејно насилство е моќен, па тука многу често се затешкуваат се уште работите.
Што е она што треба да го направиме? Невладиниот сектор како невладен сектор, значи може и понатаму да следи, да притиска, да бара она што на хартија перфектно е напишано да функционира во секојдневието. Значи не смееме да ги оставиме самите жртви да бидат и понатаму препуштени на самите себе. Значи од 2004 година во Република Македонија е направено одлично поместување на работите со тоа што веќе семејното насилство не е само интимна, индивидуална работа, туку е општествен проблем. Доколку се држиме до сето тоа што сме го ставиле на хартија и се залагаме во пракса да функционира, мислам дека ќе имаме многу поголемо пријавување. Се вели дека имаме зголемено семејно насилство, немаме зголемено семејно насилство. Имаше период во кој имавме поголемо мотивирање помеѓу самите жртви за да го пријавуваат. Но доколку се случува ова што во периодов честопати го слушаме дека се случува, повторно наоѓаме на неприфаќање на самите жртви, повторно наоѓаме на несоодветна поддршка, ќе се вратиме значи во периодот кога ќе речеме семејното насилство не е така голем проблем. Самите институции, она што може да го направат е да бара да се почитуваат протоколите кои се донесени во рамки на своите служби. Дополнително треба да бараме да самите стручни служби си ја вршат својата работа. Наместо да морализираат и осудуваат, треба да ја дадат соодветната поддршка на самата жртва и на нејзиното семејство. Имаме центар за работа со мајки и со деца, меѓутоа се случува дека повторно се враќаат и повторно викаат дека ништо од тоа што стои на хартија не е превземено. Така да сметам дека многу повеќе треба да се даде поддршка, многу повеќе таа поддршка треба да биде соодветна, па ќе кажам не морализирање, не осудување, соодветна поддршка која е потребна на жртвата и поддршка која ќе ја даде можност да самата ја донесе одлуката што понатаму, дали ќе остане во рамки на семејството или ќе поднесе, значи ќе побара развод доколку станува збор за брачна заедница. Поспротивно, се враќаме на почетокот.